Родилка и нејзиното бебе синоќа починаа на Скопската клиника за гинекологија. Докторите велат причина за смртта на мајката била згрчување на крвта по извршениот царски рез. Внатрешна контрола ќе го испитува случајот. Родилката која била во 9-ти месец дошла на преглед по направеното ЦТГ и било кажано да почека, оти снимката била сомнителна, но плодот бил жив. Родилката се вратила после час и половина поради крварење и лекарите констатирале дека бебето е мртво. Пациентката е дојдена на клиниката заради рутински преглед, на кој што е утврдена релативно стабилна состојба на бебето, меѓутоа кардиотокографски запис бил, да речем, двојбен и изискувала потреба да се тој повтори за час до два. Пациентката се јавила во дотичното време после 2 часа, меѓутоа веќе настанале кај неа компликации. Непосредно по утврдување дека плодот е мртов следела процедура за корона тестирање. Родилката била хоспитализирана во посебна соба, а после 1 час бил направен царски рез со кој било извадено бебето. Иако според лекарите операцијата била уредно завршена, компликации сепак се појавиле. Значи, настанало нарушување на коагулацијата и пациентката почнала дифузно да крвари од сите органи. Заради крварење во стомак, екипата немала друга опција сем да направи вадење на матката, односно хистеректомија. И таа операција поминала технички уредно без некои посебни проблеми. Меѓутоа, веќе компликациите станувале се поголеми, набрзо после тоа откажале бублежите, а после тоа е мултиорганско откажување на организмот. Родилката имала 4 деца и 6 абортуси. Ова и била 11-та бременост. Стојчевски смета дека двете екипи направиле се што можеле, но сепак најави дека случајот ќе го испитува внатрешна комисија за контрола на квалитетот на гинеколошко-акушерската клиника. Се поставува прашањето дали тоа ќе го направат и други независни институции и дали Министерството за здравство ќе покрене постапка за формирање комисија. Обдукција не е направена, оти наводно од семејството побарале да го земат телото, но законската регулатива е децидна. Обдукција е задолжителна, особено во вакви случаи.